Нагарени едно. Не Галената, Галената. Свиките се смеят вместо да плачат. Не, тако не, ајде сега, пливај. Толку сум малер што да купам грепка има да ми се падне сметка за струја или можеби рата за кредит. Ако го пијам, толку ќе се напијам што комарецот што ќе ме касне, ќе го најдам после некој час како седи на маса со мене мртов пијан и ми убедува колку катри жена имам. Ама тоа е, нема љути. Добро, куде се наваѓа Француска на карту? Он покажува. Застани мирно. Спушти ме руку доле. Што дремеш како ќуран? Еве како може да се истресе човек, квалитетно. Погледни ga дечко. Ајде малце да смениме нешто успално. Вика мајде, вика ќе си играмо доктори. Анима Монди, како ги викав тие. Не терај шегу со мене. Разбираш? Да те прашам нешто друго. А дзедови со фломастер у ходник Сабајле, кој ги ишкрта? Ало. Ај по девојки. Жена? Жена имаво, девојке немаво. Преладан сам, не сам арам. Не си арам. Па се ќе дојду ја. Ајде. Што ти има на тебе? Не сам арам, што ми остави ме, ајде. Остави ме, жена сам ти ја па ќе те оставljam. Ти да си живи здрав, ако да си арам, пини од овој малце, ќе биде болje. Ајде. Па овој јогурт арам бие, бе? Не, аран, ајране. Ја. Традиционален ориентален пијало кој гарантира долготрајна свежина и со кој се балансира крвниот притисок. За девојки. И за муж. Ајде за муж. Ајран од бучен козјак. Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медијапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Прашувам га македонца, добро, куде се наваѓа Француска на карту? Он покажува. Туј. Аха. А добро, а Италија, бе, македонче, куде се наваѓа? Он спрс. Туј. А добро, Македонија, куде се наваѓа, македонче? Вика, туј. Туј. А ти, бе, македонче, куде се наваѓаш? У Немачку. Бомане! Бомане, бе! Магаре ми едно битовско. Доаѓа вам. Конју један, бе. Како лисица сакаш да се протнеш покаде мене и да избегаш. Застани мирно. Спушти ме руку доле. Што дремеш како ќуран? Тате, бе, па ти ме направи цело животинско царство. Јави се учителка ти. Ти и тај некој Перица закасниле сте на прв час. Зашто, бе, Бомане? Па тате, бе, Перица се наваја дека бие на пут около свет. А ти, бе, зашто закасни? И па ја беше на автобуско да га чекам од пут. А друг час, што има сте? Запознавање. С кога себе запознавате со Бомане? С општество и природа. Одма ти спрашам. Како можеш да оцениш по дрва стране на свет? Куде е север, куде е југ? Ја ако сум глупава, знам, тате, знам. Север на север. Су елке, чемпреси и тие такви. А на југ, банане, палме, ораси. Бобан, ајде терај куде си поши. Тате, на југ ли да иду или? Иди, приши там. Ти кад си иши у школу, како су ти викале? Чукни го малко главу или сгреј го малце столица?
Ја пошто не го грееше столицу, тате редовно ме чукаше у главу. Па ти за тој си чукнат, бе. Ама ти не си жив ако не ми стресеш. Не си жив ти. Ја? Па ти. Да ти стресуваш? Епа. Не знаеш ти што е стресување. Не. Еве како може да се истресе човек, квалитетно. Погледни ga, дечко. Викам му, абе, чукни го малце тој главу, не се пали трактор такој. Да бе, ќе биде издишан после. Ама тебе не те изгледа лупаја, драги трактор, затоа збориш против трактор. Кој бе? Драги трактор ми е мене влеке за уши како дранјачо, како плугови. Немој да збориш против трактор. Знаеш ли трактори колку су модерни? Не. Па данашни девојке, бе. Кад чуле дека еден трактор вреди како 2 авта, почале они да се пали. Трактор не иќе нормално. Девојке се пали на трактор? Да. Много се пали? Да. Тој унука вика на бабу. Амори баба, како толку луѓи младики у твое време у село, ти баш до Стојана ги избра. Амари, унучке, вика, па един он имаше трактор веку села. Бабо, спонзоруша, мене ми збори за еден пар чижме. Па на равоучение дека и порано се палиле на трактор. Може го зачука Шајко, бе, сака слику над зад да стави. Да, бе, ки му издиши глава са глава. Не, овој е само тврдоглав. И не знам колку му е тврда глава. Мозак му диши како гума на точак за ги избушена кате. Гума. Што прави вулканизер прво брашно ноќ? Што? Зима го жено стали у каду да ви дали издупена. Онај мој ми вика, ајде малце да смениме нешто успално. Викам, ајде, вика, ќе си играмо доктори. Ајде, вика, истераме пред спално. И како по обичај, ја чекам едно пола сат пред спално. Улегна унутра, закажа ми за 6 месеца. Ја па зема си приватно си плати и си отиде. Сите жени мислат дека имаат проблем со тежината. Мојава, таа мисли дека има најголем. И ми вели, па што да правам? Се пробав и никако да ослабнам. Па може би тука е тајната, жени. Може би не треба се да пробате. Може би можете нешто и да скокнете. Еве, например, можете да скокнете до продавница, да скокнете на работа, до чаршија, да прошетате. И веднаш е полесно. Така нема да ни тежите. Добар дан, Дело Попе. Ама не такој, не такој. Кој те научи такој? Добре, Дело Попе, што правиш ти тоа? Како што право? Одржавам го цркву. Добро. Ама види. Абе, гледај сега, не, гледај тој да те прашам нешто, да имам се голем зор. Ај само да биде озбилен, молим те. Абе, мачор ми цркна. Па тражу да куде вас да го поетете, да го чатите, како се вика тој. Абе, има си тие организација за заштиту на животиње, бе. И Анима Монди, како ги викав тие. Не тереше го со мене, разбираш? Да те прашам нешто друго. До 500 евра ќе ми стигне ли за тоа таму куди нима? Ама види ga ти njega. Па ти што не кажеш дека ти мачор крстен, бе? Да, бе, да попе. Иди, донеси мачор, ајде. Да донесам мачор. Ајде, Бил, ајде и побрза, ајде. Ајде, да попе, ајде. Само каран, не тепан, дреме у ќош како млада невеста и кинка, подлацнуе и се загрцнуе. Подвикнеш малко да ga скараш, зашто ga напрчија тенџере со сарму и сега направија бербат тепих, он почиња да се спрема за плакање. Нервирате и ти такнуе моментот. А дзедови со фломастер у ходник Савајле кој ги ишкрта? Так почиња да рове,
да вика на глас и да се жулјави. Млада новинарка иде у едно село. Чула дека многу дугачко живи тие луѓе. Иде гледа нога чичето, добар дан, чиче, добар дан. Абе, која е тајната кој дуговечно живите одека си у село? Што е работа? Абе, знаеш како? Јас се вале си стану едну ракијичку си дрмну за циркулација. Пред ручак 2-3 обавезно, тако ми кажава. Уз ручак едно пивце, посем ручак едно црвено винце, а за вечеру испомешам, што најду све. Ау, вика, па и татко вика оно што умре, абе остави го пиеница алкохолича. Мене тате ми вика, досе сине, води си ред од паре. Да, тешко се оним печалив и пази досе, треба да мислиш како да ги дуплираш. Тате, бе, па знам ја како да ги дуплирам. Не сам ја ете и черешен па да не знам. Еве како, најбрз начин да ги дуплираш 1000 денара е да ги сепаш на пола. Не бре, досе, вика тате, не такој. Треба да ги чуваш паре повише и од жене. Да, зашто жене су лаки за наваѓање. Паре, синко, паре нема кој да ти даде. А тате, тате е многу голем економист. Он од што шпара, не само што га гаси светло по дома. Не, он е устање и улично светло да го угаси само да заштеди. И вика ми, тате, још, синко, за памет солење, имаш еден куп џаболебари. Куде нас увек има ескими што ќе те учив како да се понашаш у пустињу. Да, све ќе ти зборив, ама ништо нема да ти кажев. Тој су ти оние, синко, кој го има во оној книгу у кој пишуе све и не го дав на други. Демек, само они да знаев. Ама досе, синко, у главу, у коju не може да улегне ништо, свашта може да искочи. Запамти тој. А од твоју главу, од твоју главу што ќе искочи, не може ни од шешир на магионичара да искочи. Да, за тој досе син. Не мисли ти многу, немај. Слушај ме мене, а остави ги и други. Да, ете, мене такој ми вика тате. А оно е нега тате. Тате бе, ето ти. Џабе, што ја ga слушам njega, като не ме чуе мене. Ја тебе те тражу без добро што те најде. Батко, малко ти си измешаја нешто. Значи не треба ти мене да ме тражиш, треба ја тебе да те тражу. Не, грешка си, ја не мешам само вино и воду. Шприцер пију. Тебе те тражу да пријаву снемагат човек, мислам не баш човек, жена ми го нема, жена. Добро, колко време ти фали? Види сега, она на мене не ми фали многу, ама нема го дома. Добро де, колко време го нема, еве? Еден месец го нема. Па добро, ти што работа до сега? Па слави у кафану, фатиме друштво едно друго, еве месец дана како слав. Добро, и? Па ништо го сакаш да испиемо по едно и после ќе заедно ќе пријемо, Не, терај си, иди си тамо со друштво, ај.
Нова колекција во салон за трпезариски маси, столици и стилски гарнитури. Махагони. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Многу сакам да правам споредби помеѓу некогаш и сега. Еве, например, некогаш, кога се враќавме од чаршија, пред врата бришевме чевли. А сега бришеме пораки од Facebook. Некогаш, со женски гаќи можеше да избришеш шофершајбна. Може што шофершајбна? Цела кола ако треба. Сега, со женски гаќички, не можеш да избришеш ни на очари. Опа! Еј, баба, колко се поправи, не знаеш гаќе ли су или чаршав за спално. Бабо, тргни ги ролетне. Не су бре сине ролетне, тој гаќе су мои. Дедо толку го угоија бабу, па тој му абет. Бре, мајко му, само за гаќе не може да печало. Слуши га, баба, параглайдер, па посен ке лети. Ке лети дедо ако го изфрли. А уме она и дедо да го суши. Па дедо сигурно е сушен, погледни го колики гаќе носи. Бре, изедега човека, Ама кинески се вија, посен 2 прања се собере. И бело прање мора да е. Ја, откој знаеш? Може ги туре ушарени? Дедо ги туре ушарени. О, погаќе може да познаеш кој го е за кашкаја работ. Баба иде дома погачице. Какви бре погачице? Колку су овие големи за целу баницу има? Па голема фурња. Баница ки има за сви. Леле бре, можеше барем двор да си га сметуе. Кад ќе дојде она са снјум има да га измету двор и све клумки го. Еве ме! Сви идеш и дока ќе те чекам више? Има што да чекаш, кога да чекаш и што да чуеш? Што мори да чуе од тебе? Ти само шляпнеш нешто па од тоа стане жива. Слушај ти кажу, немој за мене да си шляпнала нешто, зашто ако те шляпну ја, жива нема да останеш. Чули? Па и да умру, море, живот да не га жалу. Да не сам била у Шпанију на море, тики 2 пати се двацаук дојрану тај кал, бре. Не ми кажуј за тој, ми смо до гушу кал. Тој чекај сакаш да ти кажа. Шта? Иду ја навамо, като парк на клуб, сиробаш тие, жено. 5 деца, едно цигари, еден, па друг, па треќ. Криза? Криза, голема криза. Гледам ја по овие данашни девојчиња. Нема ги више оние времења, кад жене бела среќни и дебели. Не, овие никакви. Бре, не наедени, жголјави некако слаби. Не. Глема само слабнал, види. Ти? Да. Колко кило имаш, бре? 50 нешто. Колко е тој нешто? 27. Ама е нешто. Оди, мори тамо. Јас си беше слаба, него некако почнава лекови да ме дував, ја види. Лекови ли пиеш, ба? Да, мори, доктор ми препиша 5 пут дневно и тој после едење. И ја кусно пину, апче, кусно пину и по тој примети, па мене мори лекови ме обдува со све, гледај. Не сам знала дека пиеш лекови, леле. Па пiju ја и лекови и ракију, па што помогне, прво тој. Да. А на ракију не викаш? Бре, па и на лекови не сам те викала. Па ја лекови не пију, мори, ракију пију. А ракију црцаш? Епа. Што епа? Ајде, мори тамо, немој да ми избориш. Ни на лековите викам, ни на ракију. Чули? Так не може да искочи на крај со тебе, пет. Па, заврти се. И не ти си поју ракију, да знаеш, повише за мене. Ја, на, тети, испи ти нешто. О Боже, о Боже. Иди потам. Ајде. Ти кад се жениш, он кој на прв? Ајде! Појде на прву, па на другу, на треќу,
Па и на четвртоко даде Господ здравје. Дебре, па ти не си на полагање за авто, па брзин или менјаш или жене. Па јаш ви како даде Господ, ове. Господ може ќе даде. Њој ни дали ќе ти го даде. Ај не се занаса. Ај молим те. Јас се занасам. И па ти? Абе, ајде оди бе, ти не си видеа што е занасање. Погледни га девојче бе, погледни колку се занаса. Па се умислуе дека не знам што. Од што се занаса па застане. Глеј, иде, па се предомисли едно време. Оди како Еленка ти има реума у колена. Прекршуе се на пола. Бог да чува. Дали иде на коде кафано, не знам, мака му знаеш што, може да су нови штикле, бе? Па да ги разгази. За тој гази такој пажливо, па лево, десно, на сигурно. Ке го разгази мушкат, ке му каже дека 200 евра су штикли да го сгази. Тој кад го боли све, дојди изгази ме ако сакаш. Нема проблем. Што ти, удари ми шамарџено да иш како имате сгазу. Слушай, може да оно оди на прсти, за тој такој полека дека се враќа од кафано. Фуќ, да не го чуе мужву. Не бе, да избега на куде кафану, полака. Сакаш да кажеш, не знаеш куде е пошла. Не, ова е млада, ова е знае, тој е онај баба сенилна што е. Склерозни. Склерозни, што не памти. Тајка се гледала пред огледало нешто, шминка се дотеруе, се спрема се и едно време гледа огледало и вика, туго бре, ја појде или дојде? Доваѓа жена пијана дома, а муж ми е судови. Ја вика, ѓубре едно, срам да ти е. Ја по кафани тражејките написе, погледни ме каква сум, а ти што работиш? Судови миеш, срам да ти е. Засрами се, ме вича. А ти па што имаш толку да збориш против кафане? Ја. Па боле да ти изнасав од кафано, него од дома да ти изнасав. Не, дај Боже. А овај замисли бе да рекламира некој фабрику за ципеле. Имав да се утепав луѓе носејќи ги. Да, бе, тој ки увика шеф. Ај, ти ако рекламираш ципеле, не ми се занасе многу. Него човек со авто по пут и требаја да пројде покрај гробиште. Бре, таман до гробишта пројде, кад гледам, изнасам некој жену од капелу тамо. Гужва, абе, ај, види се блиски околу njom. Ама, позади поврку некои 2000 човека, све мужи. Бре. Да, бе, оставио на авто, нема проваѓање, тако. Вика, чек поблиско да види. Доше поблиско, гледа некоја млада жена, тако плаче си позади. Ковчег. До њума, мушкарот некој такој снажан, и до njega вучјак толик голем. И секојно овие што ишле позади поврка, бе, вика, овај женот, позната ли е току, гледа колку гужва на njен погреб. И од тамо еден глас вика, не бе, вика, каква позната, вика, само комшија го знае, ви роѓаци, вика, туја околу njih што су. Па гледа, мајку, многу гужва. Па добро бе, комшија роѓаци, ама овај жена мора да е била позната, вика, гледа колку луѓе има, што обидна. Вика, на зетаво куќе го удави, вика, тетај вучак. Какво бе, куќе го удави вучак? Па вика, добро, а вие луѓе сак што прави? Па чека вред за вучака. Тато, да те прашам нешто. Чекај малку. Чекај, нели видиш дека га менјам телевизор? Зашто да га менјаш, нели преду неделја га земамо нов? Ај ќути малце, видиш дека тражу програм. Чекај. Ето. Те, видели? Завршиле вести. И пат ке завршиш тракаш ти цело време, ке пројде како нема. Што штракам, ти ме зазборуваш. Ајде, праши, што сакаш да прашиш? Окој, цел дан мислу, сакам да те прашам нешто. Праши. Тета Зора, што ми е на мене? Види. И па, тета Зора, тетка ти е на тебе, нели? Да. Још имам да те прашам нешто. Кажеш. А тето Цане, што ми е на мене? Ама оно и јас стварно не знам што ти е на тебе. Па како бе што ти е, сине? Значи дедо Цане, дедо ти е. Дедо ми. Па дедо. Чек, још нешто да те прашам. Ајде праши. А јас што сам ти на тебе? Види бе. Како бе што си ми на мене? Ти си ми на мене син. Син, а? Син? Да бе, да, црвен, ама у образи, О, Боже.
И еве за крај ќе ве вратам на почеток и ќе поделам уште еден совет за дамите. Слушајте внимателно. Ако се мажите, немојте ни случајно да се омажите за некој чија мајка се вика Нада. Знаете зошто? Зашто Нада последна умира. Ама ние сепак се надеваме дека ќе ве имаме и следниот викенд. До тогаш, чао! Запознавање и природа. Запознаваш. Тој Нешто видиш и кој цело време не е спреман. Менјаш ли ти кадар? Кадар ли си да менјаш кадар? Сконцентришемо се. Лете читањири. Како е да може? Предвраќа. Идеме кони го прочитали, него... Ке вратим. Па посем, предручак едно ракiju, узучак обожавам пинце... Пинце, винце, А узучак не. Не бе, кад не се знае текст, колко е опасна е работа. Само он не брука пред технико, еј. Тета Зора на мене ми... Тета Зора ти е ништо на тебе. Магарен јадо. Не Галената, Галената. Сите ти се смеят вместо да плачат. Ајде сега, скривај!